Почитувана председавач со комисијата, кратко, значи бројката 65,9% стои во стратегијата за управување со јавниот долг на Министерството за финансии и таа им е јавен податок и јас од таму ја користам, што значи дека бројката е од вас, напишана и ставена на интернет. Три работи, ова е првата. Втората работа, ми е жал што нема да биде тука утре, господине Бесими. Реално, вие сте еден од министрите кои што за 3 буџетски години направивте 2 милиарди дефицит. Така ли е, не ли е така? За 3 години оваа држава има 2 милиарди буџетски дефицит планиран. И тоа е една од причините зашто за 3 години имаме 3 различни министри за финансии. Гледајќи го буџетов, препоставувам дека ќе имаме и четврт министер за финансии со потенцијалната реконструкција која што се најавува. И трето, јас не зборував за енергетскиот биланс во поглед на средствата и макроекономските ефекти. Покрај тој дел кој што би требало да стојат во тој стратешки документ кој што го произведува Министерството за економија, таму треба да стои целокупниот потенцијал енергетски на државата од аспект на тоа дали и колку се полни акумулациите, до каде сме производството на струја од разните фотоволтаици, ветерници, мали хидроцентрали. И таму треба да има проекција за односот на силите на геополитичко ниво и најавите кои што доаѓаат од страна на Европската енергетска заедница. Така што ќе ве молам, делот на само на финансии, делот само на милиони евра и импликација врз државниот буџет е практично земено помалиот дел од билансот, а поголемиот дел на Министерството за економија кое што упува и со води и со се, и е што ќе се случува. Еве гледаме дека како што јас никогаш не користам теми и примери надвор од темата, но овој пат морам. Не би сакал да се сведеме како што се сведовме во Тетово, таму беше крив кабелот, тука е крива така ситуацијата во Европа. Не бива така, господине Бесими. Значи, владата и тоа како си има одговорност, само прашање е дали е таа одговорност кај премиерот или одговорноста како раководител на владата или одговорноста кај министерот за економија. И јас се надевам дека еден ќе имаме прилика така подетално да разговараме на овие теми. Благодарам.